civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Па велат една поговорка, во секое зло има добро. Јас би започнала од таа перспектива, бидејќи мојата определба, заедно со сиот оној и колектив и широката женска мрежа од нашата држава, се залагаме токму за надминување на стереотипите за местото и улогата на жената, токму и во овој контекст, кој што и вие го споменавте, и насилството, а и обврските, кои што всушност жените стереотипно ги имаат за грижата на децата, на старите, на болните, на изнемештоните. Нашата задача, што сме си ја поставиле, веќе 30 години, значи ќе правиме следната, токму 21 година, каде што сакаме да ги надминеме тие стереотипи, да ја постигнеме вистинската еднаквост, бидејќи тоа жените го заслужуваат. Жените го сочинуваат половина од светот, исто така половина и во нашата земја. И нашите жени во државата Република Северна Македонија, по уставот и по сите други закони ги имаат еднаквите права. Но фактичката состојба не е таа, и тука се нашите заложби на граѓанскиот сектор, на Националниот совет за родова рамноправност, која е мрежа на повеќе од 100 женски организации од целата држава, формални и неформални. Тука е и насилството над жените, затоа и постојат одредени SOS телефони за да можат да се јават и нема проблем кој што не може да биде надминат, така и овој. И затоа што жените во нашата држава го исполнија оноа право на еднакво образование, и во овој момент имаме 10% повеќе жени од машката популација кои што се со високо образование, со магистерски и со докторски титули. Тоа е уште еден знак повеќе дека се тоа што се однесува до самите жени, тие знаат и умеат да го постават. Но нашите согледувања, работата на терен покажува дека и другите институции и на државата, и другите и во граѓанскиот сектор, и во бизнисот треба да ја почитуваат онака како што цивил, еве и тука ја гледам јас, секогаш се обраќа граѓанки, граѓани, другарки, другари. Другите медиуми се уште целосно го немаат тој став и се уште се обраќаат со министер, па женско име. И уште една нова мода, која што исто така ја ставаат, а тоа е младата популација при превземањето или додавањето на презимето на незиниот партнер, го става во машки род, што уште еднаш покажува непочитување прво на себе, а второ и на јазикот, бидејќи македонскиот јазик е еден од ретките каде што има додавка на во женски род. Сите останати, и англиски, и германски, и српски, и хрватски, и босански, сите други имаат еднакво, и машкиот и женскиот. Ние ја имаме привилегијата да можеме жената да го има и женското презиме. Но, што се моите очекувања? Оноа што денешната конференција ја дава. На планот на жените. Прво, сите закони да бидат почитувани. Сите да бидат почитувани во целост. Тогаш ќе имаме еднаквост, односно женските права ќе бидат човекови права. Втората работа, очекуваме нови, подобрени содржини на законите за семејното насилство, нов закон во подготовка. Се тие сигурно 21 година ќе бидат во функција. Исто така за еднаквоста меѓу мажите и жените и родовата перспектива. Исто, значи, ги очекуваме, а зошто се толку битни? Битно е да ја сватиме суштината на постоењето на законите и почитувањето на законите, за да можат жените да ги завземат вистинските места според својата желба, определба и позиција, за да не мораат да бидат последните на стеблово на дрвото, каде што при пандемијата
како што беше сега оваа година, беа отпуштани секогаш повеќето и поголем број на жени, не заради тоа што се жени, туку заради тоа што имаат позиции на работни места кои што лесно отпаѓаат. Тоа не го заслужуваат жените во нашата држава и затоа ги немаме во извршната власт доволно, а имаме доволно жени, квалитетни, подобрени, со знаења, со умешност. Втората работа, исто така, 2021 година ќе бидат локалните избори. Моите очекувања се од сегашните 4 жени градоначалнички да имаме 40 жени градоначалнички. Имаме можност, имаме капацитети, имаме работа со жените. Ние заедно со Агора работиме сега на жените од локалните заедници, каде што лобирање и застапување токму и согледување на состојбите и потребите во своето локално место и како да им придат на локалните власти, но истовремено да бидат подготвени и да ги завземат позициите во локалната власт. Не говорам за советнички жени, бидејќи тоа е со квотата ставено во законот за избори. Но бидејќи го немаме во законот за градоначалнички, лобирам и се залагам, а тие можат тоа да го направат. Ние во Македонија имаме способни жени, барем еве земете ја позицијата сега на жените кои што држат одредени позиции. Видете, да речеме, Народна банка, УЈП министерки кои што имаме, со каков жар, со каков квалитет, со каков капацитет, со каква одговорност го работат тоа. Никако со тоа не сакам да ги занемарам капацитетите и квалитетите на машката популација, но да не заборавиме, половина од популацијата во нашата држава се жените. Тие заслужуваат вреднување и заслужуваат според својата определба и желба, а ги имаат условите, ги имаат капацитетите да го завземат и тоа место. Затоа апелирам 2021 година да направиме, да бидеме лидери во регионот, бидејќи ние пред 2 децении бевме лидери во регионот по жени избрани во парламентот. И денеска е на завидно исто добро ниво, секако може подобро, секогаш, но затоа можеме и на локалните избори 2021 година, значи имплементирање на сите закони, подобрување на законите, повеќе жени избрани за локални градоначалнички, но исто така помал број на жени жртви на семејното, односно родово, базираното насилство или сексуалното насилство. Во државата постојат и центри, и СОС телефони, постојат поддршка на институциите, но институциите, што очекувам јас во 2021 година, да отворат повеќе сервиси, за да можат да помогнат на надминување на стереотипната улога на жените. Грижата за децата, грижата за стари, изнемоштени, болни, и тука треба да има субвенции, за да можат жените да се оттргнат од таа стереотипна улога и тогаш тие нема да се снебиваат при завземањето на високите позиции, како што на оваа сесија ја слушнавме дискусијата на поранешната пратеничка од Штуловиот универзитет. Тоа е редок случај и со почит што професорката го искажа својот став и своето мислење, но во нашите разговори, во нашите редови, ние често разговараме и не е единствена жената која што всушност го има истиот проблем. Затоа треба сите да се заложиме, сите да им створиме услови, а тоа може само државата да го направи. Нормално, ако треба да ги субвенционира и приватните детски градинки, и приватните домови за грижа на стари лица, бидејќи не е доволно
ние сме направиле истражувања колку имаме пензионерски домови кои што се грижат општо во државата, а па да речеме само во Скопје колку домови имаме кои што се со соодветна цена кој што може да едно средно семејство да може да го згрижи возрастното или старото изнемоштено лице. А приватните се нормално многу со повисока цена. Таа цена и таа разлика да може државата да ја субвенционира, тогаш ќе имаме ние ослободување на оноа време која што по стереотип жената ја превзима во своја улога. Никој тоа не го наметнува, но таа едноставно тоа го прави по дивол. А не може така да биде, треба да имаме почитување на женските права како човекови права. Другарке Тодоровска, јас ви благодарам што велите дека сме со ист број. Јас сепак ќе подсетам јавноста, секако вие тоа го знаете, дека всушност машкиот род е во благо малцинство пред жените. Жените се побројни и на планетарно ниво, меѓутоа и на ниво на нашата земја, 51 и нешто повеќе проценти се жени во нашата земја, па така и ние во организацијата наша, нешто што исто така сте информирани, се надевам дека ќе го поздравите тој потек, ние секогаш велиме мора да има 50 или повеќе од 100 жени учеснички во проекти, учеснички на конференции и така натаму. За жал, не успеваме секогаш да ја постигнеме тој родов баланс, кога мораме да поканиме институции, па дури и невладини организации. Малку има сфери во кои гледаме приближување кон тоа. Убаво забележавте дека во парламентот имаме извесен напредок, меѓутоа во другите сфери на воспоставување или водење на една држава, институции и така натаму, немаме таков случај. Се согласувам со тоа дека вие со вашата перцепција дека жените кои се на раководни места, било се министерства или други институции, покажуваат една посебна борбеност. Јас би сакал да споделам со вас еден податок кој е од 2008 година. Ние имаме некој искуство на организација која мониторира избори. Имаме горе-долу баланс, добар баланс родов во структурата на наблюдувачи во изборните процеси. Меѓутоа, можам да ви кажам, да ви информирам дека извештаите кои доаѓаат од теренот, начинот на кој жените кои се вклучени во мониторингот на изборните процеси во нашата земја, за нашата организација, се за сериозна нијанса подобри од оние на мажите, кога зборуваме за жените наблюдувачи во нашата структура. Тие се попосветени, попрецизни, нивните извештаи имаат повеќе детали и можам да ви кажам дека на терен покажуваат далеку поголема храброст од колку мажите. Знаете што? Ние родовиот концепт е некаде во 70-тите години на минатиот век донесено, а тоа е улогата на жената во општеството. Но ние не можеме, ниту смееме, ама и не можеме. Тоа е биологијата. Ние биолошки се разликуваме. Маж од жена. Биолошки. Таа посветеност или таа определеност или таа ангажираност на жената, токму во овие насоки сега вие како што ги кажавте, тоа е по биологијата. И затоа нашите залагања се токму во тоа. Ние ќе направиме поправедно, поодговорно, побогато општество, ако ги вклучиме, значи, и половината, другата половина од популацијата. Значи, токму тоа. Значи, ќе имаме поодговорно општество. Не заради тоа што другите се по-малку одговорни или по-лоши. Ние сите како луѓе индивидуално се разликуваме, па дури во нашето најтесно семејство. Но биолошки носиме своји карактеристики. И затоа,
тие карактеристики, кои што всушност по природата на нештата ги има жената, сакаме да бидат вклучени во општествените токови и да донесеме поправедно и по-богато и по-општество во благосостојба. Тоа е нашата цел, тоа е нашата заложба. А во однос на она колку сме процентуално, новиот попис ќе покаже. Немаме многу долго ние попис, така да секогаш природата ствара или плюс или минус 0,5 или до 1% од едната или од другата популација. И ако природата тоа го прави, чумо ние како граѓански организирани поединци и поединки да не го ставиме тоа во функција и на владеењето, за да можеме да придонесеме токму за доброто на сите. Ако може да ви се придружам на апелот во пресрет на локалните избори да се кандидираат што е можно повеќе, нели, идеално барем подеднаков број на мажи и жени во локалните избори на онаа највисока локална раководна позиција, градоначалник или градоначалничка. Меѓутоа, исто така да не заборавиме дека општините во своите рамки обединуваат и едно многу важно тело, а тоа е Советот на општините, општинските совети, во кои исто така бележиме сериозно малцинство на жени во овој состав, во претходните состави, дури и во полоши проценти се застапени. Значи, да се придружиме кон вашиот апел и со тоа што ќе го прошириме со барањето исто така кандидати за членство во општинските совети, кандидатки да бидат жени. Значи, тој баланс на локално ниво, во локалната самоуправа да биде постигнат на сите нивоа, нели, за да може да имаме вистинска слика на општеството и во локални рамки. Јас тука некаде би го заокружил нашиот разговор. Ако сакате само јас околу советите за пошироката нели јавност што сега не следи, сакам да кажам дека како за на национално ниво, така и за локално квотите за советници се исто и на локално ниво како и на национално. Но останува еден неразјаснет проблем, бидејќи ние работиме на терен и тоа е состојба која што е присутна на теренот, каде што избраните советнички, затоа што по закон мора да ги има на листата и тие биваат избрани. Но кога ќе бидат избрани, потоа им се понудува работно место за да можат да го ослободат местото. И тоа се случува, потоа доаѓа, нели, позади нејзе, доаѓа оној кандидат кој што е на листата позади жената. И тоа е последователно нешто што се случува, но тука мораме ние да се заложиме сите заедно и до политичките структури, тие се всушност што го прават, или повторно законски да го донесеме дека нема. Тоа е исто како во, нели, во парламентот кога излегуваат одредени тоа, но за жал тука имаме многу помалку број на жени кои што одат во извршната власт. Имаме развој, имаме свест, по мене, значи како искусен на индивидуа која што се занимава со оваа проблематика, е субвенционирање на овие сервиси кои што ќе створат услови да се надминат стереотипите, уште еднаш ќе го повторам, за улогата и местото на жената, а таа не е само на жената, и тогаш не само што ќе имаме жени подготвени за работа во извршната власт, на директорски места, во медиуми, на сите места кои што носат добробит на државата, јас тврдам дека ќе имаме повеќе време и за љубов. Точно така. Нема да има расправање кој ќе го прави ручекот, кој ќе ја пушти машината, кој ќе ги земе децата од градинка, кој ќе ги... Не, ќе има време за љубов и разбирање, помалку време за расправи. Тоа е исто така една среќа. Без среќата, без задоволствата,
не можеме ние да градиме општество, ниту да имаме задоволни луѓе. Задоволството го прави и секојдневието во семејството. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.